Почитувани, на само една недела пред вториот круг од локалните избори почнаа насилствата и физичките пресметки во Куманово само за да се добие глас плюс повеќе. Вчера, на 23.10.2021 година, наш кандидат за советник од граѓанската иницијатива за наше Куманово, Реджеп Реджеповски, е извршен физички напад од страна на советник на СДСМ Самет Салиевски и неговиот татко во населба Средорек. Овој случај е пријавен во Министерството за внатрешни работи. Но апелираме до министерот Оливер Спасовски и МВР на квадрат веднаш да престане да се занимава со кампања и да излезе во заштита на граѓаните. Да престанат притисоците и заканите на нашите граѓански активисти. Како е возможно целиот овој изминат период да се соочуваме со бројни притисоци, закани, манипулации, а МВР нигде да го нема? Поважно на Оливер Спасовски му е да ја тера кампањата за градоначалник како тој да е кандидат во општина Куманово. Срамота е ова што се случува. Прво почнаа со притисоци врз граѓани и вработени во јавните институции да доставуваат списоци со 10 до 15 гласачи, потоа продолжија со лажни обвинувања и обиди да наместат советници за наводен подкуп, но не им успеа. На крајот, кога видоа дека граѓаните ги каснија на изборите, почна и физички да се пресметуваат со честни и одговорни луѓе, со личности познати во светот и признаени, со олимпијци, со гордост на Македонија. Зошто почнавте да практикувате насилство на 7 дена пред изборите? Поразот треба да ве размисли за вашите постапки, а не да предизвика чувство за насилство. Насилствата се забранети во демократските општества. Без разлика на сите притисоци, закани, манипулации, кои сакате да ги прикажете кај граѓаните, поддршката на нашиот концепт се зголемува се повеќе од ден во ден, како што и самите граѓани на 17 октомври се изјаснија кој е најдобриот избор за градоначалник на општина Куманово. Институциите да постапат веднаш, а конечно Оливер Спасовски да почне да си работи својата работа. Очигледно, поради големиот пораз кој го доживеа на 31 октомври, сакаат повторно целиот државен апарат да го инсталираат во Куманово и сите недемократски средства да ги користат за да влијаат на изборниот резултат. Граѓаните не сакаат насилство, а единствените кои треба да излезат од режимската матрица сте вие. Очекуваме поинакво делување во политиката, но се покажавте исти на тој план. Во недела на 31 октомври ќе доживеете уште еден голем пораз и ќе губите постојано се додека не се промените.